Добро дојдовте назад во студиото, како што кажавме, тука е Владо Димовски, експерт за образование, председател и на невладината Центар за толеранција и доживотно учење. Господине Димовски, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Зборуваме за булингот, како што се нарекува популарно кај младите, или насилството, преведено на македонски, или малтретирање, како сакате. Еден проблем кој е константен, кој е голем, кој знаеме дека влие врз многу аспекти на образовниот процес, но и на психолошкиот профил на децата. Ќе разговараме за сето тоа, но сакаме да почнеме со нешто што се нарекува сајбербулинг или сајбернасилство, сега поврзано нели со интернетот, со социјалните мрежи. Еве како за почеток, што е тоа сајбернасилство? Сајбернасилството се појавува во поново време, работејќи на овој делот на врсничкото насилство. Ние како граѓански организации, не само овој центарот, него и други граѓански организации, низ нашите истражувања и така натаму утврдивме дека по опасна работа од врсничкото насилство, кое да речеме може да биде вербално и физичко и така натаму, е сајбернасилството, затоа што таквите појави најчесто младите ги снимаат, потоа прават своји YouTube канали, да речеме, на кои YouTube канали го комерцијализираат сајбернасилството. Наплаќаат за тоа, значи ако сакате да погледнете некое насилство во некое училиште, во некој кафич на млади и така натаму, тие викаат мора да се предплатите и да платите за да го гледате, и многу често тоа е најчеста појава сега во поново време, на кое тука ако веќе државата не може да застане на пат да го искорени врсничкото насилство и насилството врз граѓаните, тогаш за сајбернасилството може да застане на пат, да ги исконтролира тие социјални мрежи и така натаму. Имавме неколку такви немили случаи на тие оние тепачки ги гледавме или тепање на една девојка во средно училиште. Има често од време на време излегуваат такви некои клипови кои ја вознемируваат јавноста. Вие велите можат институциите како? Што треба да направат? Едноставно може да ги контролираат тие канали, апсолутно. И можат да поведат одредени постапки и казни. Они имаат механизам на казнување. Ние како граѓански организации немаме. Ние имаме механизам на превенција. Државата има механизам на казнување. Замислете, јас пак ќе повторам неколку пати, тоа сум го кажал и на социјалните мрежи и вака во јавност. Замислете дека она што вие го спомнавте, тепање на девојчето, насилството кое беше на улица, од исто училиште. Децата, веднаш потоа се појави таткото на едното девојче со закупен билборд каде што бара правда за насилникот, фактички за своето. Наместо да го санкционира дома и да го воспита, он бара правда и не знам дали му е поднесена пријава. Затоа треба затвор да оди. Значи да се сосечи во корен, да му се поднеси пријава и така натаму, а не да го поттикнува насилството, треба да го превенира или да го спречи. Да, тоа е ќе продолжиме за тоа насилство, за тој булинг во училиште, но сакам да ве прашам, еве родителите навистина се битни, но и ние, ајде да речеме возрастните, како се однесуваат, колку влие се вкупната атмосфера во општеството и колку таа се пренесува порано потоа и врз насилството кај децата, кај учениците? Насилството кај децата се појавува гледајќи го децата, гледајќи го насилството кај возрастните. Од тоа се поттикнати. Ние имаме неколку видови на насилство, почнувајќи од семејното насилство, да речеме, па го имаме врсничкото насилство, па го имаме политичкото насилство, па го имаме насилството ако се сеќавате, ние насилство имавме, кое јас го нареков врсничко насилство и парламентот, кога се тепаа пратениците. И тие се врсници, колеги и така натаму. На некои комисии, во собраниската сала и што ја знам и така натаму. Гледајќи го тоа, децата од тоа учат, да се разбериме. Ако дома родителите не ги спречат
Не да не гледаат, тие сега со новите технологии можат да гледаат. Невозможно е, да. Невозможно е, секаде можат да гледаат, не мора да гледаат телевизија, ќе гледаат на телефон, на компјутер и така натаму, но родителите тука треба да влијаат на децата. Ако така се повлијае, ќе се намали, да се искорени не може врсничкото насилство, но ќе се намали во голема мера. Бидејќи ние каде што работиме како центар во повеќе училишта на делот на превенција од врсничко насилство, булингот, насилниот екстремизам, теми, ненасилно решавање на конфликти и така натаму, ние до сега немаме проблеми во одреден дел училишта. Имаме во едно училиште проблем каде што едноставно не сакаат да го процесуираат тоа. И во моментов ние тоа го пријавивме и така натаму кај надлежните, ќе видиме што понатаму ќе биде. Не сака да процесуираат што? Насилство кое Не сака да го процесуираат, да ја процесуираат нашата пријава. Речиме, го пријавивме тоа во општината. Општината разговараше со одговорните во училиштето, директор социјален работник или стручна служба што има од стручните служби и така натаму, но тоа продолжи. Веднаш другиот ден пак имаше пријава од децата дека има насилство врз едно девојче. Така да се ќе видиме што ќе се случува понатаму. Ние работиме со една група на деца во тоа училиште. Во таа група каде што ние работиме, јас ви гарантирам дека нема насилници. Значи, насилството не го карактеризираме само како физичко насилство. Тоа е исмејувањето, подсмевот на одредени деца, за облека, за шминка, или за фризура и така натаму, сето тоа е предизвикува одредени реакции кај оние кои се подложни на тоа, а одговорните во училиштето, поготово класните раководители и така натаму, таму не презедоа ништо. Понатаму ќе видиме што ќе биде. Да, јас извадив едно истражување кое е направено во Соединетите американски држави, опширно за булингот. Мислам дека слободно може да го пресликаме кај нас. Отприлика процентите се тие, веројатно помалку или повеќе. Па ова вие што го зборувате за различните типови на насилство, значи најчесто пријавен тип на малтретирање е вербалното вознемирување, потоа социјално вознемирување, физичко малтретирање и сајбер малтретирање, значи тие се сите форми кои можат да постојат. Учениците кои изјавиле дека често биле малтретирани, имале пониски резултати во читање, математика и наука од нивните врсници, кои изјавиле дека никогаш или ретко биле малтретирани. Значи, овие ученици прво што појавуваат е послаби резултати во учењето, во образовниот процес. Да, секако ќе постигна послаби резултати, бидејќи оние кои трпат насилството започнува прво како вербално насилство. Доаѓа до кавга помеѓу децата и така натаму, да речеме, и помеѓу возрастните, нели? А потоа за да тоа ескалира и премине во физичко насилство. На крајот краиштата можеме да слободно да кажеме дека насилство е и екстремното размислување. Насилен екстремизам е тоа. Апсолутно. Самото размислување, ако го сподели со другарчињата и така натаму, се рачуна како насилство. Самото екстремно размислување за одредена појава која потоа ќе сака да се заканува дека ќе ја направи одредено лице и така натаму, тоа е поголема закана од било каква да речеме да се направи одредена работа. Се сеќавате, минатата година имавме ние во Рибникар во Белград од вербални недоразбирања помеѓу учениците, повлекување па до што дојде и така натаму. Да, тоа беше најдрастичен пример, да речеме. И сосема е нормално да тие ученици кои се подложни на такво насилство, на вербално насилство, и на психичкото насилство, тие покажуваат послаби резултати, затоа што се повлекуваат во себе, затоа што не веруваат дека ако многу учат дека сепак според она што се малтретирани, дека ќе им дадат одредена оценка каква што заслужуваат и така натаму. Добро, тука кога зборуваме за ајде да почнеме од училишните служби, од стручните лица. Колку тие кај нас успеваат да го превенираат, колку се активни, колку на крајот на криштата имаме стручни психолози и педагози во училиштата, бидејќи знаеме дека тоа е проблем.
имаме стручни лица. Значи во училиштата, јас морам одговорно тврдам дека во оние училишта каде ние што работиме над 30 училишта се, што да речеме сме работели и се уште работиме, таму има добра стручна служба и стручни лица. Но колку таа стручна служба и тие стручни лица можат да работат на вакви превенции, тоа е друго прашање, затоа што истите тие се претворени во административни работници. Тие пополнуваат извештаи за Бирото на развој, пополнуваат извештаи за Министерството за образование, статистички податоци и така натаму, малку време им останува да работат на групен или индивидуален третман со учениците во делот на превенцијата. За да работат со нив. Она што е друго и што и вие го кажавте пред малку кога го зборувавте за оној пример кој го имавме, кој беше познат, тоа е работата на родителите. Колку родителите дома па реагираат, бидејќи знаете како е, кога ќе ви кажа дека вашето дете е насилник, може би некои родители ќе реагираат правилно, а некои па погрешно ќе го протолкуваат. Тоа инстинктивно ќе застанат во одбрана на детето. Па моето дете не е такво, па како, може и така натаму. По не знам кој пат ќе го повторам моето размислување. Значи, ние немаме лоши деца, имаме лоши родители. Од многу одамна, не само сега. Затоа што дури и наставниците понекогаш се плашат да на родителските состаноци со родителите и така натаму да му кажат на некој родител дека вашето дете предизвика ваква и ваква ситуација, такви состојби, или доцни на училиште, па другите ги малтретира и така натаму. Нема од што да се плашат. Треба отворено да се зборува за да може тоа да се превенира. Голем дел од родителите има. Поголем дел од родителите го сваќаат тоа дека треба да посветат поголемо внимание на децата во делот на воспитувањето пред да ги пуштат на училиште. Но еден дел од родителите тоа го сваќаат како некоја си навреда за нив, навреда за нивното дете и така натаму, дури и се љутат ако им кажете дека што е во едно подминато време имаше опомени и за наставниците и за учениците. Сега ги нема тие работи. Владееше страм ако му кажете на некој родител дека неговото дете е насилник, па ќе се срами и од другите родители. Сега воопшто не се срамат, гледате дека дури ги поттикнуваат децата тоа да го прават. Имаме обратен став дури. Да. И среќа што имаме помал број на родители што така тоа го сваќаат. Поголемиот дел на родителите го сваќаат дека треба да поработат со своите деца. Вие добро знаете, бидејќи самиот сте биле наставник, во пракса сте го доживеале тоа, контактите со родителите, нели? Има и родители кои доаѓаат па се расправаат за оценките на своите деца, па моето дете не заслужува таква оценка, треба друга. Значи, имаме и такви, парадоксални ставови, нели? Ако се направи едно истражување и така нели ги прислушкуваат телефониве. Да. Ако се направи некој истражување во мај месец, колку има ургенции за оценки кај наставниците и кај професорите од родителите, ќе биде запрепастувачки. Значи во мај месец жежат телефоните апсолутно за тоа, затоа што секое дете треба да биде со сите петки. Да, тоа е нашиот феномен. Мислам, секое дете да биде се со петки. Па добро, што да прават оние што ќе бидат со двојки или со тројки? Или тие што ќе бидат со сите петки со сила напишани под притисок на родители, под притисок што ја знам на пријатели, на овие, на оние и така натаму. Што мислите, што ќе постигнат понатаму тие деца? Тие само ќе ги трошат парите на своите родители, бидејќи ќе се запишат во странство и така натаму и ништо. Што им значат реално тие сите петки доколку не се објективни? Ништо не им значат во делот на знаењето. Им значат во делот за запишувањето и проодноста, да речеме, кон повисоките образовни институции. Да, на факултетот. Значи, доколку сака да се запишат во државна квота, нели па им треба за Или пак девето оделенците, односно во пониските оделенија,
со сите петки кога ќе биде од 6 до 9 одделенија се запиши во престижна гимназија или што ја знам и така натаму, и за една година две тоа по природна селекција ќе се отпаднат таквите што се со сила напишани петките и пак ќе дојдат во некој од училиштата кои се во занатските училишта да завршат одредено училиште, колку да завршат средно образование да можат да се вработат. Да. Ајде да се вратиме повторно да речеме на тоа малтретирање на булингот. Еве во ова истражување има интересни работи каде што вели повеќе од половина од ситуациите на малтретирање, 57%, престануваат кога врсникот интервенира во име на ученикот кој е малтретиран. Значи доколку некој му помогне, некој застане во одбрана. Застане во одбрана, престануваат или исто така прекинуваат, вели голем процент прекинуваат кога ќе се пријават, кога ќе се процесуираат. Значи има ефект доколку се работи. Да, апсолутно дека има ефект. Јас затоа реков, ние како училиштата мора да поведат сметка околу тоа. Нема тука пријатели, родители дали ќе се навредат или нема се навредат. За таквите работи мора да се направи пријава. Кај нас во Македонија Министерството за внатрешни работи има добри служби за превенција, кои има доста добро обучени кадри кои превентивно можат да делуваат со разговори и со родителите и со децата и така натаму. Потоа одделот за малолетничката деликвенција исто така е доста активен во тој дел и може да се постигнат резултати, но тоа треба да се пријави, да се разбериме. Не може некој да сонува дали во тоа училиште има булинг, дали има насилство или нема. Ако тоа него прво не поведа сметка самото училиште, менаџментот на училиште, стручните служби и така натаму, ако тие веќе не можат да се справат, тогаш да го пријават во институциите, институциите ќе си преземат одредени работи. Не дека ќе дојде да кажеме до не знам какви драстични казни, не. Превенцијата не значи затвор, не значи казнување, не значи пријава поднесување. Превенцијата значи одвраќање од она каде што во погрешна насока тргнале тие деца. Најчесто работите може да се поправат со разговор. Апсолутно. Со разговор, со советување. Превенцијата претежно е се применува преку разговор, преку одредени работилници, одредени средби, состаноци, заеднички и така натаму. Бидејќи знаете како некои велат едноставно може да се реши проблемот со отстранување на тие насилници од училиштето, но дали навистина е така? Еве вие ќе го отстраните, тоа повторно мора да оди во училиште по закон. Не е тоа, Значи од едно ќе го префрлите во друго. Само насилникот ако бил тука насилник, само училиштето како училиште ќе си ја тргни грижата за него. Да. Таму каде што ќе отиде пак ќе биде истото. Само ќе ја префрли одговорноста на некој друг. Ништо, така не се решава проблемот. Може да ги менува училиштата од овде донде и на крај ќе стане деликвент, ќе стане насилник и така натаму и ќе наполни 18 години и ќе одговара пред законот. Ние ми се чини дека за овој проблем порано не се зборуваше премногу отворено како сега што се зборува, како што има во јавноста. Барем не знам, еве вие ќе ме поправите, можеби грешам. Сега зборувам порано, баш порано. Така да. Сега ми се чини дека е доста актуелно, имаме јавни кампањи, имаме силни кампањи во јавноста. Ми се чини дека тоа сепак ја подобрува сликата. Бидејќи многу се зборува сега за ова. Вака да се разбереме. Свеста ја зголемува. Ако зборуваме за порано, значи во времето кога образованието беше квалитетно образование, беше на прво место образованието и така натаму, дека имавме образование, какво што сега го немаме, нели? Тоа е друга работа. Јас спомнав пред малку. Во тоа време опомената беше многу голема казна. Казна затоа што значеше затоа што беше срам за родителот ако го опомените дека неговото дете предизвикува такви и такви действија. Тогаш родителот дома ќе се погрижеше. Дали дома ќе имало насилство врз детето од родителот или немало, тоа никој не го гледал. Ме разбирате ли? Да. И веројатно имало некои воспитни мерки дома, кои воспитни мерки делувале во средината каде што да речеме се школувале децата или играле децата или спортувале и така натаму.
Јас не се сеќавам дека во моје време имало вакво насилство врсничко. Не знам вие колку се сеќавате, али јас не се сеќавам дека толку било изразено насилството. Не било затоа што имало многу посовесни родители. И ние сме родители, да се разбериме. Мислам, јас не можам да тврдам дека јас сум 100% совесен и не знам што сум постигнал во животот, но во онај дел за кој сега разговараме, сметам дека доволно сум постигнал во воспитувањето на своите деца и на децата со кои јас сум работел во училиштето. Така да, во тоа време имало многу посовесни родители кои може би применувале други мерки за воспитување, не викам не. Али во училиштата немало ваков наплив на насилство. Да. И за крај, може би треба да се работи доста и со родителите. Вие го кажувате тоа цело време, го кажавте и пред малку. Малку да се работи за начинот на кој родителите, ајде да не речеме, ги воспитуваат децата, туку ги водат низ целиот овој образовен процес. Ние работиме како центар со нашите тренери и така натаму, кои се добро обучени во тој дел за превенција од врсничкото насилство, насилниот екстремизам. Работиме во повеќе училишта. И работиме со 3 категории во училиштата. Значи, работиме со учениците, работиме со наставниците и стручни соработници, работиме со родителите. Поединачни средби. Значи, сепак работите со родителите. Да. И групни мешани средби. Кај нас на работилници доаѓаат родители, деца и наставници и стручни соработници. Ние имаме секоја година 6-дневен камп со обуки надвор од Скопје, каде што тука веќе ги мешаме и децата, и наставниците, и родителите од повеќе средини, од повеќе училишта, од повеќе градови, села и така натаму. И знаете колку е убаво кога после првиот, вториот ден, кога ќе влезат во кампот, претежно ги правиме во некој од хотелите на Охридското езеро или на некој од планините, првиот, вториот ден кога ќе влезат на кампот, или денеска ќе пристигнат утре сабајле кога ќе се разберат, знаете колку се дружат тие деца меѓу себе и останатите учесници на кампот. Тоа е успехот кој, да речеме, со кој ние се гордееме. Уште првиот ден веќе сме воспоставиле некаков контакт. И тие луѓе кога ќе си отидат од кампот после 6-7 дена, разменуваат телефони, се пријатели на социјалните мрежи, се среќаваат на разни манифестации, дали во град или некаде на друго место, подредени фестивали и што ја знам. И тие деца и тие луѓе веќе стануваат пријатели и тука се искоренува онај дел на булингот и на врсничкото насилство. Продолжуваат да комуницираат, да градат врски. Да. Поминале низ една фаза на таква обука. И тие родители ќе бидат добри родители. Да. Добро, за крај, кои се активностите на вашата организација, тековни, кои ви се плановите? Во моментов работиме на превенција од врсничкото насилство во 5 училишта. Веќе започнавме со истражување околу насилниот екстремизам во 2 општини во Македонија, тоа е во Кисела Вода и во Куманово, во основните училишта. Во наредниот Што е тоа насилен екстремизам? На што се мисли? Насилното размислување. Аха, кај учениците во која насока? Во секоја насока. Значи, екстремно размислување може да имате за се. И за успехот, за поведението, за учењето, за насилството, за било што. Во наредниот период ќе имаме и доста работилници околу тоа и во јуни веќе го имаме летниот камп со учество на 60-70 учесници на кампот. Па ќе ни следат летните одмори и од есен со нови сили во нови победи. Да. Добро, господин Димовски, ви благодарам за ова интервју. Добро е што разговаравме за оваа тема, треба да се разговара. И треба постојано да се разговара. Да, и како еден заклучок, ми се чини дека што повеќе се разговара, состојбата се подобри. Јас само уште да додадам пред известно време имаше
една друга невладина организација Рубикон, кои исто така работат на врсничкото насилство, имаше годишна конференција каде што имаше меѓу излагачите кои бевме, имаше едно дете од 600 одделение кое зборуваше за сајбер насилството. Знаете ли колку симпатии собра тоа дете што отворено почна да зборува? Многу симпатии од присутните. Така да мора отворено да се зборува за тоа. Да. Се разбира, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. И со ова интервју со Владо Димовски го завршуваме и ова студио 10 почитувани. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Останете со програмата на телевизија 24.